Глобалната акција за вклучување на децата во образованието заврши со изложба на децата на градскиот плоштад и подпишување на гаранции од страна на јавни личности, со кои тие се обврзуваат дека ќе се залагаат за образование на сите деца без исклучок. Директорот на првата детска амбасада во светот Меѓаши, Драги Змијанац, кој е организатор на кампањата, изјави дека ова е само почеток во напорите за вклучување на што повеќе деца во образовниот процес. Тие продолжуваат со организирање донаторски активности и конференции за собирање на фондови, за воведување на дневен престој и топол оброк за децата што се исклучени од образованието. Откако ќе ги добиеме сите гаранции, ќе ги испратиме другарчињата кои денеска децата ги подпишуваат за пратениците за средните звезди на самитот G8 во Шкотска, што ќе се одржи втората половина во мај. И сме во контакт со синдикатите за образование, наука и култура, каде што имаме намера да делуваме понатаму во евентуално зголемување на буџетот во образование во Република Македонија. Пратеничката Лилијана Поповска рече дека како политичар ќе се залага за прераспределба на буџетот за да се намени таму каде што е најургентно. Напишав дека децата се веројатно најранливата категорија наши сограѓани во оваа транзиција и сиромаштија. И дека за нив мора секој од нас да го направи она што му е должност и она што може. Едно од најголемите македонски хуманисти, Есма Реджепова, рече дека државата треба повеќе да се залага за надминување на проблемот со децата на улица и нивно вклучување во образованието. Во Македонија има над 15.000 деца што не посетуваат училиште.